Добар ден, ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Некои садови од кујнскиот прибор имаат централно место во нашите кујни поради својата пристапност, долготрајност и можност за лесно миење. Меѓутоа, неодамнешните истражувања сугерираат дека дел од нив, како пластичните садови и даски за сечење, тавите со нелепливи облоги, би можеле да отпуштаат штетни супстанци во нашата храна. А тоа не е нешто што би го посакале додека подготвуваме здрав оброк. Кои се ризиците со одредените материјали од кои се направени садовите за готвење и кои се побезбедните алтернативи, ќе ја прашаме научен советник доктор Драгица Зенделовска, хемичар и нутриционист, професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Разговорот започнува веднаш по рекламите. Во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме за садовите за готвење, чување на храната и можните последици од нив по нашето здравје поради материјалите од кои се направени. Па дали кујнскиот прибор може да биде опасен по нашето здравје, ќе прашаме научен советник доктор Драгица Зенделовска, хемичар и нутриционист, професор на Медицинскиот факултет. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, Марија, ви благодарам за поканата. Имаме денеска навистина убава и провокативна тема. Кога зборуваме за материјалите од кои што се изработени садовите во кои што готвиме и ја складираме храната, кои би биле тие за кои што денеска се сметаат за безбедна варијанта? Така е, со напредокот на технологијата, нови материјали постојано излагуваат науката оди напред. Никако како да ја напуштаме традицијата и готвењето во она што го правеле нашите баби, меѓутоа безбедни садови има. Треба да ги знаеме декларациите на материјалите кои што ги користиме практично за готвење или практично садовите и материјалите од кои што се истите направени, за да знаеме до каде можеме, колку време да ги користиме и што све може да предизвикаат. Кога зборуваме за безбедност, всушност зборуваме за два аспекти, за хемиска стабилност и за безбедност од аспект на зачувување на хранливите материи. Така е, рачунајќи дека готвите здрава храна, вие можете да добиете контаминиран оброк, доколку садот кој што сте го избрала за да ја припремите храната не е соодветен. Овде секако влијае и начинот на готвење, секако влијае и температурата на која што ја припремате храната, меѓутоа во текот на нашиот разговор денес ќе го фатиме. Така ќе започнеме со оние популарни, нелепливи тефлонски тави. Дали се тие навистина толку штетни? Развојот на тефлонските тави, или кога ќе кажеме тефлон, тефлонот е бренд во суштина, меѓутоа секоја домаќинка во својата кујна сака да има нелеплива тавка. Не се многу става зејтин или масло, не се мрси, не се лепи храната, лесна е за одржување и мење и така натаму. Меѓутоа, тоа се обично материјали кои што се направени од пер или полифлуороалкилни соединенија. Што е тоа? Ова звучи многу сложено. Синтетика. Значи, тоа се синтетички химикали кои што во суштина можете да ги видите на декларациите како ПФАС. Тоа е кратинката. Тоа е голема група на соединенија, 15.000, и никаде во светот скоро не се ниту истражуваат, ниту анализираат сите 15, меѓутоа акцент се става на одредени такви соединенија. Некаде од 2015 година голем дел од нив веќе во светот и се забранети за да се користат од страна на хемиската индустрија, особено во подготовката на, односно во производството на садовите за храна. Овие типови на соединенија ги има насекаде околу нас, значи не е само во садови за храна, ги има и во текстил, ги има скоро секаде. Меѓутоа, во суштина, тоа се соединенија кои што се нарекуваат вечни химикали, бидејќи многу тешко се разградуваат, не се биоразградливи и понекогаш во нашето тело остануваат дури и со години. Значи во тефлонските тави всушност има вечни химикали, кои што не може да се разградат во телото кога еднаш ќе се акумулираат. Се акумулираат. Во суштина има две химикали кои што се прилично многу опасни и се ставени на забранетата листа на супстанции кои што не треба да се користат во производството на нелепливите тавки. И тоа се најчесто перфлуорооктаноичната киселина или перфлуорооктансулфонската киселина.
Тоа се прилично токсични хемикалии кои што и такако може да бидат ризик за нашето здравје. Дали тефлонските тави се ризични сами по себе или само доколку има гребнатина на нив? Знаете како, кога купувате некое тефлонско тавче, прво што треба да проверите е дали содржат ПФАС, дали ги содржат овие сулфунската киселина, актоноичната киселина и така натаму. Прилично се лесни за одржување затоа што се нелепливи, лесно може брзо да се готви во нив. Меѓутоа постои проблем кога ќе бидат оштетени. Значи, самата тефлонска тавка кога се загрева на температури поголеми од 250 степени, особено ако е изгребана, може да доведе до создавање на полимерни гасови и до микро и нанопластични чистички, микропластика во суштина. И на таков начин може да се ослободат 1000 до милиони такви чистички во процесот на готвење. Од само една гребаница? Да, од едно оштетување? Оштетување. Секој предмет, не е само тефлонот, понатаму ќе зборуваме и за останатите во суштина, меѓутоа кога е оштетена таква тавка и кога имате веќе знак, дали тоа ќе го видите со око или евентуално самата храна веќе ќе почне да се лепи, или е оштетена заради тоа што е неправилно одржувана, не е добро миена во процесот на чистење и така натаму, тоа е знак дека вашето тавче треба да се фрли, односно повеќе да не се користи. А сите имаме по некое такво умилено тавче, во кое што постојано сакаме да подготвуваме храна, но доколку е штетена тефлонската тава, треба да се фрли. Кога станува збор за ваквите полиалкил, полифлуоро, алкилни соединенија, имаше доста истражувања во Америка кои што во суштина покажаат дека скоро кај 90% од популацијата овие соединенија веќе се може да се најдат во биолошкиот материјал, значи ги има во телото. Дури скоро кај 100% од млекото кај жените кои што дојат исто така се наоѓаат овие супстанци и во суштина предизвикуваат огромни ризици по нашето здравје. Голем дел од нив се, ајде да речеме, ризик или причина за настанување на хипертензија, за настанување на диабет, различни инфламаторни воспалителни процеси, проблеми со развој во детството, проблеми со метаболни заболувања и така натаму. Многу внимателни треба да бидеме со тефлонските тавчиња. А постојат ли конкретни здравствени ризици од користењето пластични садови за чување топла храна или па кисела? Добро е прашањето. Во суштина процесот на готвење и материјалите кои што ќе ги изберете за да ја подготвите храната, исто така е многу важно со каков тип на храна. Киселата храна знае да повлече доста супстанции и химикалии кои што можат да се ослободат зависно од материјалот кој што го користите. Кога зборуваме за ладење, тогаш е приказната малце поинаква. Затоа велам зависи за што ќе ги користите и која е улогата на садот кој што ќе го користите. Еве, например, кога станува збор за микропластика, мене ми е навистина многу жал, меѓутоа светот е навистина загаден од самата пластика. Можете да замислите, новите истражувања покажуваат дека на неделно ниво ние луѓето внесуваме некаде околу 5 грама микропластика во нашето тело. Тоа вие, да речеме, од прилика приближно на јадење на една кредитна картичка во текот на неделата. Така да во суштина, навистина, да, тие се акумулираат во нашето тело многу тешко. Ние можеме практично да ги... Телото има капацитет, постои капацитет да може да ги елиминира, најчесто оди преку урината, најчесто оди преку изметот, тука црниот дроб исто така игра многу голема улога. Меѓутоа зависи од тоа колку сте изложени. Значи, на колкави дози, колку дневно ќе внесете од тие химикали и така натаму. Затоа треба да бидеме внимателни кога купуваме садови за готвење или за складирање или за чување на храната, што се пишува на декларациите, се надевам. И кога станува збор за пластичните садови, сигурно има некои параметри на кои што треба да внимаваме. Што треба да избегнуваме? Кога се пластичните садови во прашање, секоја пластика има одредена бројка. И вие треба да бидете внимателни каков е типот на пластиката. Најопасната химикалија која што може да има во
пластиката е бисфенолот или БПА. Бисфенол А. Тоа е практично незината кратенка, која што во суштина, за тоа ќе ни треба уште една емисија да зборуваме за ксенобиотици. Тоа се во суштина соединенија кои што влијаат на нашите хормони. И практично ги имитираат, и затоа бисфенолите кои што се наоѓаат во самата пластика може да влијаат на нашиот хормонален статус, може да влијаат, може да предизвикаат карцином на тестиси, исто така може да предизвикаат фертилитет. Многу практично болести се зависни од тоа колкава количина на бисфенол ние ќе внесуваме преку пластиката која што ја користиме. Да речеме, цревната флора е најчесто проблематично, односно микробиомот во нашите црева се менува како резултат на користење на бисфенолот. Значи, БПА така е. Никако не сме да биде присутен во пластичните садови кои што ги користиме. Треба да имаме пластичен сад во кој што ќе пишува БПА фри. Така, но ние многу често на овие простори имаме навика да користиме веќе претходно употребени пластични садови во кои што бил складиран сладолед или пак чашки од кисело млеко и јогурт, и во нив се става храната, потоа се чува во фрижидерот или пак се става некоја течност. Смеат ли тие повеќе кратно да се употребуваат? Знаете како, пластиката со број 4, 6 и 7 не е баш соодветна пластика. Ајде да почнеме прво од тука. 3, 6 и 7 се бројките кои што укажуваат дека нема повеќе кратно употреба, туку само еднократна. Не само повеќе кратна, него или подобро воопшто да не се употребуваат. Во едната има фталати, тоа е во тројката, кој што исто делува на хормоналниот систем, значи тоа е ксенобиотик. Во седмицата имаме стирен, за кој што е докажано негово канцерогено дејство, а во седмицата најчесто го имаме бисфенолот А. Така да моја топла препорака ќе биде, јас секогаш би рекла помалце пластика дома колку што може да се има, меѓутоа веќе ако треба да користиме некаква пластика, тогаш да не биде пластика со број 3, 6 и 7. Многу често се користи пластика од типот полиетилен. Полиетиленот најчесто се оние кеси за замрзнување во фрижидер. Се користи полипропилен, тоа се оние садови кои што ги ставаме во фрижидер, во обичниот фрижидер на 4 степени за складирање на храна. Или се користи поликарбонат кој што најчесто се изработуваат шишиња за вода, кои што исто така може да се чуваат во фрижидер. Меѓутоа, навистина треба да бидеме внимателни дали таа пластика е за повторна употреба или не. Кога на пластиката пишува за еднократна употреба, тоа навистина треба да биде за еднократна употреба и не треба повеќе да се користи, туку треба да се рециклира. Понекогаш имаме пластика која што и напоменавте, да речеме пластиката од сладоледите или не знам што. Вие можете да ја користите за да смрзнете храна во нејзе. Најчесто треба да биде пластика на кој што ќе биде означено дека е од висок квалитет за чување на храна. Тори веќе во светот на пластиките пишува која пластика е за замрзнување, која пластика е за во фрижидер, во која пластика каков тип на храна можете да ставите, и треба да бираме таков тип на пластика која што ќе има декларација на која што точно ќе биде наменето дека е со повисок квалитет за чување на храна. Што се случува најчесто кај нас? Пластичните шишиња, да речеме, вода, нели, ќе ја потрошиме водата, и некои луѓе многу често ставаат чај топол во самата пластика. Тоа не треба да се случува. И не треба да се користи таа пластика за да се стави, да речеме, топла храна во нејзе. Зошто? Затоа што кога пластиката ја користите во фрижидер, дали тоа ќе биде на -20 или ќе биде на 4 степени, низината, ајде да речеме, молекуларна активност е многу ниска, како што е ниска и молекуларната активност на храната кога ја чуваме во фрижидер. Меѓутоа, кога ќе ја користите на повисока температура, тогаш таа активност се зголемува и, да речеме, веќе ризикот од испуштање на химикали внатре во самата храна е многу поголем. Значи, да внимаваме и на тоа. А што е со садовите кои што се направени од нерагјосувачки челик? Дали долготрајното чување храна во нив или пак готвење е поврзано со некаков ризик или пак
тој сосем отсуствува? Ајде генерално да кажеме, најбезбедни практично садови за готвење се садовите направени од стакло, садовите направени од нерагисувачки челик и може да се користат садови од леано железо, меѓутоа и тука ќе кажеме дека имаме предности, меѓутоа имаме и доста недостатоци. Така да во суштина повеќе би ставила акцент на стаклените садови отколку користење на некакви други садови за припремање на... Така, но сите имаме некои тенџериња домот нерагисувачки челик. Безбедни се? Безбедни. И со години може да се Со употребуваат? години може да се употребуваат. Во суштина било какво тенџере, тавка, сад, што готи да е. Се што е оштетено. Значи, вие веќе знаете дека вие не треба да го употребувате, затоа што така го зголемувате ризикот од испуштање на хемикали од самиот материјал од кој што се направени тавките. Еве да речеме нелеаното железо, така сите ние сакаме да имаме модерно тенџере дома, да биде во црвена боја, во жолта боја и така натаму, меѓутоа самото боење или боите кои што се користат за металните садови исто така може да бидат ризик за испуштање на хемикали. Многу често, да речеме, ваквите садови од леано железо може да рагјосуваат ако се оштетени, па да имаме, да речеме, пренос на рѓа во нашата храна, на повеќе железо, меѓутоа не е само железото, него најчесто се контаминира со олово, со кадмиум, со никел, кои што се многу поопасни тешки метали, кои што се акумулираат во нашето тело и се проблематични за имунолошки системи, за бубрези, да не зборуваме и за други невродегенеративни заболувања од типот на Алцхаймер, Паркинс. А доколку садовите од нелеано железо не се оштетени и се обложени со бои кои што не се штетни и не испуштаат сериозни токсини, дали самиот сад може да предизвика проблем кај одредена група на луѓе? Доколку тие, да речем, имаат проблем со зголемено железо во организмот, со зголемено железо во крвта? Во суштина не, затоа што емајлот е заштитен слој на самиот сад. И ако вие користите, да речеме, дрвена лажица или силиконска лажица, каде што нема да го оштетувате, нема да го гребете, тој емајл, тогаш нема потреба да се плашиме дека некаква хемикалија ќе дојде во контакт со нашата храна. А кога станува збор за стаклените садови, како за готвење, бидејќи има нели огнеотпорни, така и за чување на храната, постојат ли тука некакви ризици или пак не? Стаклените садови се едни од најбезбедните садови за приготвување на храната. Знаете како во последно време многу популарна стана употребата на алуминиумската фолија. И нели многу често ги тргаме тие стаклени садови кои што имаат долен капак, горен капак, не ги користиме, него полесно ние да користиме некој нелеан железо и да речеме да ја ставиме фолијата одозгоре и да печеме со нејзе. Меѓутоа алуминиумската фолија не е вистински избор за печење и за готвење на... Ајде на алуминиумот да се задржиме. Постои ли реално опасност алуминиумот да навлезе во нашиот организам доколку користиме садови кои што се направени од алуминиум? За жал да. Особено тоа се во последно време многу често се продаваат, ги нарекуваат као подови за кафе. Тоа се оние малецки во кои што се става мелено кафе, па се става топла вода и така натаму. Ваквите садови дури кога ќе дојдат во контакт со кисела храна, шансата да се ослободи повеќе алуминиум во кафето или во киселата храна се навистина големи. Меѓутоа алуминиумот е многу опасен за луѓето кои што имаат проблеми со бубрезите и треба многу да се внимава колку тие ќе бидат изложени на алуминиум. Од друга страна пак алуминиумот е еден од причинителите за настанување на невродегенеративни заболувања, Алцхаймер и Паркинс. Така да на пазарот можеме да купиме такви некои симпатични, лесни алуминиумски подови за кафе или многу чисто пак се купуваат оние лажици со кои што се готви, а кои што се направени исто така од алуминиум, па со нив ја готвиме храната. И на таков начин, да, особено ако е кисела, шансите да
веќе преде алуминиумот во нашата храна се многу големи. Алуминиумската фолија се користи масовно. Споменавте дека се покриваат тавите. Супер. Понекогаш и самото парче месо целосно или пак компири, Така седно, ќе се завиткат во алуминиум и на таков начин се печат. Доколку, значи споменавте, тоа е многу опасно, да се елиминира од кујната таквата навика, приготвењето на храната, но дали алуминиумот сам по себе, доколку не се загрее, е опасен? Па не би требало, тоа исто важи во суштина како на пониски температури не би требало тој алуминиум да приде таму. Меѓутоа, ви имате една фолија која што ја стискате, па ја гмичите, па храната е тука замуткана во низ и така натаму. Значи може да има контаминација. Прашањето е колкава е изложеноста, колку често го правите тоа, колку оброци во текот на денот вие приготвувате со алуминиумска фолија. Колку, дали тоа го правите секојдневно или тоа се случува еднаш во неделата. Многу малце податоци има за изложеност на такви ниски дози. Многу малце студии има во однос на безбедноста, да речеме, на таков тип на храна, кога вие сте изложени на многу ниски дози. Тогаш би рекле и дека тука ризикот е мал. Меѓутоа, ако тоа го правите често, постојано, секојдневно, Се акумулира алуминиумот. Се акумулира континуирано, да. Тоа е еден од тие вечни хемикали? Не, алуминиумот е метал, не е од вечните хемикали, меѓутоа од вечните хемикали се овие полифлуорираните алкилни соединенија кои што ги нарековме ПФАС и практично тие се користат само за да направат тавката да биде, да не се гребе, да може лесно, да не се лепи храната на нив и така натаму. Пред да преминеме на останатите облоги на тавите, уште едно прашање имам во однос на алуминиумските фолии конкретно. Многу често можеме да видиме дека се советува алтернативата да биде на алуминиумската фолија хартијата за печење. Па наместо да се прекрие тавата со алуминиумска фолија, да се употреби хартија за печење. Но и тоа не е така безболно решение, очигледно. И тука има замка од здравствен аспект. Знаете како, тоа е пергаментна хартија, ајде така да ја наречеме. Во суштина, за низе е сигурно дека има присуство на овие ПФАС, алкилните соединенија. Значи, нив ги има и во кутиите за пици, и во она хартијана амбалажа која што ја користиме за брза храна. Просто да нема нешто каде што ги нема, секаде ги има. Реков дека се тешко биоразградливи, дури може да се најдат и во водата од чешма, затоа што тие се елиминираат во природата, многу тешко се разградуваат, така да скоро секаде и да ги имаме. Проблемот каде е? Ако имате хартија на која што е декларирано или концентрацијата на тие ПФАС е помалце од 10 ppm, 10 микрограми на милилитар, тогаш пак ќе кажам безбедна е за употреба, затоа што нема да направи, нема да имаме штетни последици од користењето на хартијата. Меѓутоа и хартијата не е баш најбезбедно решение. Затоа е многу важно кога се купува да се провери тој производ, дали содржи, дали не содржи, има, нема, декларирано е. Сега веќе знаете како користењето на паметните телефони може да ви обезбеди информации од многу страни. Имате страници на Google кои што можете дури да ги куцате компаниите кои што ги произведуваат овие хартии. Има луѓе кои што се бават со анализа на таквите хартии, кои што кажуваат која хартија што има, што содржи, како содржи, колку е безбедно и така натаму. Прилично е темава расширена по светот, има многу заинтересирани страни, така да овде се веќе и европските агенции, исто тука е и Америчката агенција за храна и така натаму, кои што континуирано ги следат производите, садовите за готвење и така натаму, може да се најдат доста информации. Може да се популарни тавите со керамичка облога. Дали се тие навистина побезбедни во споредба со останатите класичните материјали од кои што се изградени садовите од конјскиот прибар? Керамиката е исто така еден од најбезбедните материјали кои што може да се користи за приготвување на храната, меѓутоа мора да бидете сигурни од каде е потеклото. Значи, пак имаме опасност од ослободување на олово, на кадмиум,
на хром, на никел во храната, тогаш кога таа керамика е несоодветна. Значи, кога купуваме керамички производ, на него треба да имаме ознака дека е керамика која што треба да се користи за храна. Затоа што имаме керамички производи кои што не се соодветни за чување на храна и во нив не треба да се става храна, туку се некои украсни производи и така натаму. Знаеме дека керамиката исто така има такви облоги, значи истото важи и за глина, и за керамика, и за илеаното железо, и за тефлоните, и за сите садови, дека ако се изгребани, оштетени и облогите и се тоа веќе понатаму, не би требало да биде присутно во нашата кујна. Многу често знаете во Македонија ние во традиционалното готвење во нашата кујна ги користиме старите глинени тави, тавче, гравче правиме во. Така е, меѓутоа тие се исто така заштитени и имаат еден заштитен слој за да не се ослободуваат тешките метали од глината. Тука исто е многу важно од каде доаѓа потеклото на глината. И многу често се случува да тоа биде некаде напукнато, на некое ќоше. И што ако е напукнато, ќе создаде проблем? Па во суштина да, од тука веќе ќе ги испушти тешките метали. Значи тешките метали се проблематични кај керамиката и кај глинените садови. А што е со силиконските? Има модли или силиконски садови, потоа дали се тие безбедни кога станува збор за готвење, за печење? Силиконот е еден понов полимер. Јас би рекла дека е прилично безбеден ако на силиконот пишува дека е силиконот висок квалитет. Силиконот во суштина можете да го користите некаде се до температури околу 200 степени. Сега веќе имате и оние лажички, силиконски, многу често и бебињата ги храниме со силиконска лажичка и така натаму. Така да во суштина единствената добра страна на силиконот е што нема микропластика, нема нанопластика во силиконот, немаме ППА во силиконот, бисфенол А, немаме овие полифлуорираните алкилни соединенија. Така да во суштина од таа страна, од овие опасните вечните химикали, од овие ксенобиотиците кои што влијат на хормоните и така натаму, тешките метали, сме многу посигурни кога користиме силикон. Меѓутоа треба да се внимава, ќе кажам, на која температура. Затоа што има податок, например, ако силиконот го ставите во алкохол и ако стои 72 часа, веќе ќе почне да ослободува партикли внатре во алкохолот или како што напоминавме, ако го користиме на температури приближно повисоки над 200 степени, тој веќе ќе почне да се разградува, да се топи и практично тој силикон веќе ќе премине во храната. Меѓутоа, оној силикон кој што го имаме како калапчиња, кој што се користи за смрзнување и така натаму, е прилично безбеден и ослободен од пластика, од микропластика, од химикали. Доколку се користат оние калапи за готвење, тогаш да не се надминува температурата? Да, треба да бидеме внимателни. Од 200 целзиусови степени. Обично има такви предупредувања кога се користат садовите, например, тие декларации на кои што се пишуваат да се користи садот до толку и толку степени. Така да во суштина истото и за тефлонот рекавме дека е до 250, особено ако е оштетен. На таков начин вие ги добивате тие полимерни пари. Надевам скоро секоја втора домаќинка која што имала оштетено тефлонско тавче дома, ако го ставите да го загреете пред да ја истурите храната во него, можете да видите ослободување на некаква парија. Ако таа парија се инхалира, може да даде симптоми слични на грип. Така да во суштина сето тоа треба да се користи онака како што му е самата намена. Затоа тие тавчиња нели треба да ги ставаме на пониска температура, да готвиме на пониска температура со нив да не бидат изгребани, оштетени и така натаму. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. А што е со приборот во кујната направен од дрво? Има дрвени лажици со кои што се готви, дрвени даски за сечење на зеленчук или пак на месо. Како тие треба да се одржуваат и безбедни ли се во однос на
на токсините и квалитетот на храната. И тука е приказната скоро слична. Зависи какво дрво. Даските од безбедност на храната се најлоши во смисла ако имаат порички во кои што ако не е добро чистењето, миењето, не е добра обработката во суштина, може да навлезат бактерии па да биде се извинувам, не е безбедно за подготвувањето на храната. Меѓутоа имате дрво кое што е обработено со некакви липаци, некакви материјали претходно. Премачкани со нешто. Премачкано. И тогаш можеме да имаме формалдехид во нашата храна, кое што е формалдехид? Да. Кој што исто така е опасна хемикалија. Објаснете ни што е формалдехид. Тоа е всушност она средство за чувување на ткивата, така? Така е, тоа е хемикалија која што е исто така многу штетна за нашето здравје, така да во суштина јас би препорачала кога купувате дрвени даски на кои што сакате да сецкате понекогаш и салата или месо или што и да е, да тоа биде направено од бамбус. Од Бамбусот е прилично безбеден, така да во суштина можете да ги користите и дрвени даски, меѓутоа направени од бамбус. Пред да го вклучиме гледачот, помеѓу пластична даска за сечење и дрвена, би избрала дрвена секако, затоа што пластиката би носи веќе ризик. Од микрочестички на пластика? Па и од микрочестички, ама имате веќе пластична подлога и ако немате информација што содржи таа пластика, од што е направена, вие со ножот многу често или сецкате, па со ножот можете ги да ослободувате такви. Ако обично се изгребани тие, нерамни се по тоа е нерамно затоа што сечате и на таков начин вие оштетувате даската, оштетувајќи ја даската, вие континуирано си ја контаминирате вашата храна со микропластика и на таков начин јадеме една картичка неделно. Ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пошто сега се вклучив и слушам за даските, еве, не мислам за тоа да прашам, ама знам дека дрвената даска не се користи за, уствари не се става за миење во машина за садови. Така. А јас сакам да ја прашам вашата гостинка, дали садовите на Братство, некогаш што ги купувавме, дали се тие квалитетни? Тоа ми е прашањето. Така, значи да појасниме дека тоа се всушност, значи зборуваме за садови од нерегисувачки челик. Значи не мора да брендови да спомнуваме. И дека има разни производители. Така, една од најбезбедната варијанта на садови, мислам на материјалот кој што се нерегисувачки челик и стакло, тоа го напоминавме уште само на почетокот, меѓутоа за миење во машина за садови не е само даска, туку треба да се внимава и со пластика. Многу често и пластиката ќе ја ставиме во машина и тука исто така може да се случи контаминирање и на останатите садови кои што ви се внатре. Така да би требало да избегнуваме пластика, особено ако не е назначено на низе дека може да се користи, да речеме, термички да биде измиена со потопла вода и дека може да се користи, односно да се стави во машина за садови. Само доколку е наведено дека и постои можност за тоа. Бидејќи знаете како, Марија, и самата пластика се гребе. Значи, зависи како ја одржувате, како ја миете. Секое гребење на пластиката исто така ви е услов, предуслов за ослободување и на вечните хемикали, ако ги има, ако е пластиката направена од тоа, или на БПА, кој што е, не дај Боже, рековме, една од најштетните хемикали, и така да, ако е пластиката или канчето изгрибано, подобро фрлете го, односно тоа треба да се рециклира. Не треба понатаму веќе да се користи. Јас во суштина сум голем поборник да колку помалце пластика, толку подобро. Толку подобро, така. За жал, кај нас тоа не е случај, меѓутоа да речеме, јапонците веќе прават пластика која што дури да заврши во море или во океан, таа многу брзо се разградува, биоразградлива. Меѓутоа остатоците од таа пластика можат да служат како фертилизатори за самата почва. И тоа се веќе тие нови материјали. Тоа е веќе современа приказна. Тотално современа приказна, мислам дека тоа
тоа би било сосема одлично и еден добар начин да се изработуваат нови материјали кои што би ни дале една дупла функција, им за користење дома, им добро за природата, им не се би акумулира, добар за животинскиот свет и така натаму, да не зборуваме и за загадувањето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сака... Ала? Да, во програма сте го очекуваме вашето прашање. Аха. Би сакала да прашам што е со садовите од камен изработени? Садови изработени од камен, да немате никое подпрашање? Не, во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, рековме секакви материјали се користат, значи глината, порцеланот, керамиката, камен, вулкански камења и не знам што, меѓутоа, па дури кога е и од леано жилава, тие материјали имаат многу ситни пори. И затоа ви се лепи храната. За да не се случува тоа, сите тие се обложени за да може внатрешната површина на садот или да стане лесно корисна за нас, да не ни се лепи храната и така натаму. Истото важи, све што е оштетено во суштина не треба да се користи. Значи, се што е оштетено не треба да се користи. Уште еден гледач. Добар ден. Чао, добар ден. Сакам Повелете. да прашам докторката Делимано сад. Дали сме да се употребува ако се појавија црни точки? Така, Што сега... сматрам дека е квалитетно, дека не би смело. Значи, ние сега конкретно зборуваме за материјали, не зборуваме за одредени брендови. Навистина не би знала да кажам од што се направени, доколку вие знаете, чисто за Знаете како? одреден Ајде така. материјал да дискутираме. Значи, баш по материјалот, кога ќе ги купувате садовите за готвење, треба да се информирате дали има некакво зборче флуоро што стои. Ако е направен садот од тоа флуоро зборче, дали тоа ќе биде перфлуоро, не знам која киселина и така натаму, знаете дека флуорот не е добар. Значи, тоа се оние вечни химикали кои што во суштина не треба да бидат присутни во материјалите од кои што се изработени садовите. Значи, тоа важи општо за сите, за било кој сад што се купува. Затоа реков тефлон, кога ќе кажеме тефлон, не се мисли на материјалот, него тефлонот е бренд. Така. Материјалот е политетрафлуороетилен, тоа е ПТФЕ самиот тефлон, а ние тефлон билиме брендот, го кажуваме. И тоа е развие некаде во 50-тите години, меѓутоа веќе по новите истражувања од 2005-2006 година наваму веќе ги открија овие опасни вечни химикали и се веќе забранети кои што не треба да бидат користени како химикали во производство на ваквите садови. Истото важеше и за овие да речеме лијаните жилеза кои што имаат емајли каде што случајно се чукнало и се направило некое дупче. Не треба да се користат. А дали цената на производот е гаранција за квалитет? Дали поскапите тефлонски тави ќе бидат поквалитетни од оние кои што се со пониска цена? Аз, Марија, да бидам искрена, се надевам дека цената ќе го одрази квалитетот. Сите ние живееме во еден свет каде што знаеме маркетингот, каква силна алатка е за одредени компании и така натаму, меѓутоа се надевам дека квалитетот практично ја диктира цената. Тоа значи дека ако се поскапи, јас би сакала да верувам во тоа, дека навистина ќе ги нема овие химикали за кои што зборувавме до сега и нека ќе бидат производи кои што можеме малце на подолг временски рок да ги користиме, пред се заради тоа што треба да бидеме сигурни дека готвејќи во овие садови нема да ја контаминираме нашата храна. Како се мијат тефлонските тави? Може ли да се стават во машина за миење садови? Многу е важно да се Или тенџерињата од неруѓосувачки челик? Може нив да ги ставиме во машината за миење садови? Да користите нешто што нема да ја струга површината. Значи, би требало да миеме со сунгерче од меката страна,
за сето тоа да може нели да се Но некогаш има тврдокорни. Тврдокорни, да. Има Остатоци на тавата. различни видови на течни сапуни, на детергенти кои што се користат. А оние жици што се за тоа сигурно гребе, така гребе, да. не? И пак ќе речам, со тефлонот ептен треба да бидеме внимателни. Тефлонските тавки тие воопшто не треба со никакви брзини. Да се чистат, него треба да бидеме прилично нежни со нив за да не ја оштетиме таа обвивка која што е направена за да не се лепи храната на нив. Остатокот од другите материјали, нерагјусувачки, челик и така натаму, тоа е материјал кој што е по тврдина, по издржливост, или поразличен за разлика од тефлонот, така да таму можеме малце да бидеме поагресивни во однос на чистењето или може да се стави малце топла вода па да тоа врие, да се изнајдат начини практично како да се неагресивно да се отстранат за да не се оштети. Така, колку е рокот на трајање обично на едно тенџере или пак на една тава? Зависи како ќе го употребувате. Нема рок. Нема рок ако вие го користите правилно, ако едноставно не го гребете, ако правилно го миете, нема зошто ние сега да одредуваме некакви рокови. Тоа може да се изгребе и утре, а денес сте го купиле, ако не знаете да го користите. Треба да бидеме внимателни. Но при првото оштетување да се елиминира од коинскиот да, прибор. особено кога се такви тефлонски тави, пак ќе кажам, веќе во Европа ги забранија тие вечни химикали и се надевам дека па дури кај нас овие материјали кои што се користат за изработка на такви тефлони не ги содржат тие вечни химикали. И меѓутоа треба да бидеме внимателни. Многу често купуваме, знаете, оние мелници за ете тоа е нешто што го користиме сега ми падна на памет. За зачин? За зачини, за сол, нешто што го користиме секојдневно. Во доручек, во ручек, во вечера и така натаму. Почесто се купуваат, да речеме, пластични и имаат некакви пластични делови, па нели ги користиме за мелење на сол или зачин или така натаму. Тука може исто да има микропластика. Тука исто многу зависи од каков материјал се направени, да речеме, тие солници, мелници и така натаму. Па ако веќе имам некаков избор, тоа сигурно ќе биде некој стаклен сад во кој што ќе се чува солта, меѓутоа мелницата горе да ми биде направена од некаков челик, за да практично не ја загадувам солта која што ја ставам во со микропластика, со чистички од микропластика. И моето последно прашање се однесува на складирањето во храната во замрзнувачот и употребата на какви материјали најсоодветна за подгревање на храната во микробранова печка. Во микробранова, знаете како, храната и квалитетот на храната сепак останува подобар во микропечка кога се загрева храната, затоа што тоа е радиационно зрачење кое што во суштина не е ионизирачко. Многу луѓе имаат спротивно мислење дека ние сега ја озрачуваме храната. И се плашат да ги користат. Меѓутоа, тоа се 100 степени, таму витамините, пократко се третира храната, поголема е шансата тие витамини таму да останат. Меѓутоа, за микробранова печка, исклучиво е важно да се користат садови кои што се наменети за микробранова печка. Значи, исклучиво треба да биде напишано на нив. Така. Истото важи и за кесите кои што се користат за смрзнување. Мора да биде намената на производот напишана. А не во првото кесе што ќе го најдеме да завиткаме и да ставиме во фрижидерот. Во фрижидер да користиме кеси од супермаркети, па да ставаме храна во нив и да ги ставиме во фрижидер. Не. Има посебни кеси кои што се користат за смрзнување на храна. И треба да користиме такви. Можете да користите и чилични садови, можете да користите и стаклени садови за смрзнување на храната, така да во суштина не мора тоа да биде пластика, изборот е секако наш. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, прекрасни совети, препораки и појаснување на оваа тема која што не засега сите, бидејќи понекогаш веруваме дека подготвуваме здрав оброк, не внимавајќи во каков сад сме ги ставиле продуктите. Се надевам дека нешто објаснивме и оставивме една отворена тема за понатаму и се надевам на повторно гостување. Ви благодарам. Се гледаме повторно во студиото на Телма, а со гледачите се гледаме уште утре, односно секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Почитувани, ви посакувам убав ден.